Во ова издание на неделната хроника на Прва Скопска, во која ве подсетуваме за актуелните настани. Ке гледате. Нова фитнес зона во општина Ѓорче Петров. И покрај кампањите и законските казни, петардите повторно ја најавуваат новата година. Почна пријавувањето за најубаво украсени објекти во општина Газибаба. Во општина Бутел започна кампања за заштита од поплави. Нови дрва се засадија во Ѓорче Петров. Во општина Ѓорче Петров денеска беше пуштена во употреба првата современа фитнес зона на отворено, која се наоѓа наспроти црквата Свети Петар и Павле. Фитнес зоната располага со повеќе справи за вежбање, од кои едната е за лица со посебни потреби. Инаку фитнес зоната е направена во соработка со Агенцијата за млади и спорт и општина Ѓорче Петров. Директорот на агенцијата Дарко Каевски истакна дека целта е вакви фитнес зони за спорт и рекреација да се отворат во повеќе општини за да се рекреираат младите, да излезат да спортуваат и да се тргнат од компјутерите. А оваа фитнес зона е на локација која е лесно достапна за граѓаните и истата може да ја користат граѓани од сите возрасти. Ова е фитнес зона која што е составена од 9 справи, меѓу кои една е за лица со посебни потреби, што значи направивме целосна инклузија за сите граѓани на Република Македонија да дојдат да спортуваат, да се рекреираат и ова е еден од проектите кој што е наменет за секако за подигнување на спортската инфраструктура во Република Македонија, но и првенствено да ги подигнеме спортските услови и стандардите во спортот во нашата држава. Дополнително продолжуваме и во 2019 година, првенствено со активности кои што се наменети за спортот, како што се школските базени, но секако тука ќе влезат и малските игралишта за баскет, за 3х3, што значи целосно навлагаме во суштината на проблемот првенствено во спортската инфраструктура, каде што ќе имаме за цел да ги поттикнеме младите првенствено да излезат, да спортуваат, да ги остават своите компјутери и смарт телефони во насока да можат да спортуваат и секако да водат здрав начин на живот. Председателот на Советот на општина Ѓорче Петров истакна дека овие маалски спортски катчиња придонесуваат да се развијат здравите навики кај граѓаните, да спортуваат и да се рекреираат. Отварањето на фитнес зоната на отворено е само продолжување на проектите кои имаат за цел да ги мотивираат младите да спортуваат, да се развиваат, да тренираат и да постигнуваат подобри резултати. Во спортот нема политика, има само талент и напорна работа. Преку отварањето на спортските терени и спортските игралишта, како што е примерот со оваа тука спортска зона, сака на сите да им се даде шанса бесплатно да спортуваат, да се надградуваат. Инаку вакви фитнес зони досега се отворени и во општините Карпош, Газибаба и во Чаир, а како што додаде директорот Каевски, во иднина ќе бидат отворени и во повеќе општини, не само во Скопје, туку и низ целата држава. Во основното училиште Александар Македонски денеска почна да се спроведува проектот Превенирање на насилното однесување во основните училишта во организација на општина Аеродром и Институтот за европски, образовни, социокултурни и економски политики Европа за тебе. Во рамки на проектот ќе се одржат 3 семинари на кои реномирани универзитетски професори ќе им помогнат на наставниците од оделенска и од предметна настава, како и на стручните соработници од основните училишта на територија на општина Аеродром, преку интерактивна дискусија, да ги надградат своите знаења и да разменат искуства. Целта на проектот, како што информира општина Аеродром, е наставниците во основните училишта да се стекнат со ефикасни стратегии за полесно препознавање на насилни ситуации во нивните училишта. Во текот на семинарот ќе се обработуваат повеќе теми, како правата на децата, правни, социолошки, психолошки и педагошки аспекти на насилството и малтретирањето, односно булингот во училиштата, психолошки последици од изложеноста на малтретирање и насилство во училиштето и можности за нивно рано препознавање и превенција, позитивни европски практики за намалување на насилството во училиштата, како и наоди од најнови релевантни истражувања, спроведени кај нас и пошироко.
Собственикот на фирмата Белина Љупче Николовски и резбарот, потомок од познатата мијачка Тајфа Мирчевци и инструктор по пливање Миливое Алексиевски, познат како Миле Сирма, се новите кум и здравичар за Бадник 2019 година. Кумот Николовски е бизнисмен, собственик на фирмата Белина, кој работи со градежни материјали и снабдување на големи фирми и посветен вински витез, а здравичарот, 85-годишниот Миле Сирма, е резбар, потомок од познатата мијачка Тајфа Мирчевци и тренер и инструктор по пливање. Моето задоволство што го прифатив ова од бадникарите ми представува голема чест, не само на мене, него и на моето семејство, што оваа година можам да кумувам за време на сите овие празници. Па да кажем искрено, се чувствам многу пријатно. Изненаден сум што ми доверивте ова да бидам здравичар, да можам и понатака да творам нешто и да помагам во организацијата на нашето друштво. Со тоа што ми е желба да оваа нашава професија пренесеме на помладите и они да ја продолжат традицијата, да има, се вели, поколение кои доследно ќе не наследат. Градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ во негово и во име на општината им честиташе на кумот и на здравичарот, како и на целиот бадникарски одбор и им посака на сите здравје и среќа да ги служи во иднината која предстои. Традиционално на 23 декември, предпоследната недела во декември, скопските бадникари ќе ги собираат бадниковите гранчиња на местноста Краста на падините на Водно, што на 6 јануари со години им ги делат на Скопјани, на свеченоста на платото пред соборниот храм Свети Климент Охридски во пресред на Бадник. Сигурно сте забележале дека во последно време се почесто на пазарот се нуди разновидна постна храна, која неколку неделните пости ги прави поиздржливи. Во екот на божикните пости, сигурно имате направено список на намирници по кои строго се придржувате. Но ние имаме новост за вас. Никако немојте да им верувате на производителите кои нудат шницли и гулаш од соја, сирење и млеко на база на растителни производи, посен маргарин, посен еврокрем или посен мајонез. Вистината е дека верниците кои постат внимателно ги читаат состојките на производите и често запаѓаат во недоумица која храна треба да се смета за постна и да ја конзумираат, а која е сомнителна и не треба да се користи. Се покажало дека повеќето од тие растителни имитации на масна храна всушност не се постни. Многу е важно да ја прочитате декларацијата, бидејќи многу растителни сирења може да содржат некои состојки од животинско потекло, како што е казеин протеинот. Ако купувате растителен кашкавал, проверете дали содржи казеин протеин. Постно е само сирењето од соја. Крем бананите не се постни, бидејќи во нив се наоѓа желатин, кој се прави од животинско потекло. Истото важи и за гумените и желе бомбони. Исто така во многу пецива и тестенини има јајца или јајца во прав, затоа не секоја тестенина е постна. Например, лебот во некои пекари се премачкува со смеса која содржи јајца за да добие сјај и крцкавост. Не секоја рибина паштета е постна, па затоа се препорачува да се прочита декларацијата. Многумини исто така мислат дека смоките, како и останатите грицки слични на смоки, се постна храна, меѓутоа не е така. Тие содржат млеко во прав и какао путер, а овие состојки не се постни. Ова се дел од производите кои треба да внимавате секогаш кога постите, а за да не бидете изманипулирани од производителот, најдобро е самите во домашни услови да си подготвите постна храна. Иако има уште 20 дена до новата година, во вечерните часови веќе почнува да се слуша букањето на петарди. Ова ја вжештува темата за употреба на пиротехнички средства, кои секоја година и покрај забраната и кампањите кои се водат, не излегуваат од мода.
Новогодишната радост и желба за забава може лесно да се притвори во кошмар, токму поради неправилна употреба на пиротехнички средства. Оваа година, Одделението за превенција при СВР Скопје ја започна кампањата Среќна и безбедна 2019 година. Петардите не се играчки, со цел да се подигне јавната свест на граѓаните, првенствено кај малолетната популација, за опасноста и последиците од употреба на петарди и други пиротехнички средства. Застрашувачки е податокот кој вели дека на годишно ниво во светот страдаат над 180.000 лица од употреба на пиротехнички средства. Меѓутоа, повредените, како што велат од МВР, не се само малолетници. Меѓу нив има и возрасни граѓани, кои би требало со својот пример да покажат одговорно однесување пред децата. За жал, голем број родители од желба да им направат мала забава на децата, не сваќаат дека лесно ги доведуваат во опасност. Токму затоа од СВР Скопје упатуваат апел до родителите да не им купуваат петарди и други пиротехнички средства на децата. Од употребата на петардите најчесто страдаат рацете и очите, а за жал станува збор за трајни последици кои го отежнуваат понатамошниот живот. Што мислат за употребата на пиротехника како начин да се прослави новата година, ги прашавме и граѓаните. Од нивните одговори забележавме дека или се променила свеста кај населението за употребата на петарди, или имавме среќа да сретнеме само совесни и одговорни граѓани. Дали новата година би ја прославиле со петарди? Не. А дали на децата им дозволувате да користат вакви пиротехнички средства? Па мислам дека не треба да се дозволи такво нешто, пошто може да се доведе до голем ризик. Дали новата година би ја прославиле со петарди? Не. Дали новата година ќе ја прославите со петарди? Не. Што мислите за петардите? Дали децата треба да користат петарди за нова година? Не, ама се брза. Што мислите за петардите? Дали децата треба да користат петарди за нова година? Никако, во секој случај. Дали ги знаете последиците од петарди? Секако. Секој треба да ги знаете. Ми се чини дека со експлозивно средство нема играчки. Така викаат. Што мислам дека престари сме за тоа и некако поминато е веќе тоа време, мислам. Не знам, може помладите генерации. А дали знаете еве за последиците од петардите? Па искрено, мислам сите сме поминале низ тоа, ја не се согласувам баш дека треба да се продава пиратерија. Ако веќе се продава, барем на соодветна возраст да се продава. Од Министерството за внатрешни работи велат дека во овој период од годината превземаат дополнителни акции за лов на дилерите и препродавачите на пиротехнички средства, за кои следуваат и соодветни пријави. Купувањето и активирањето на петарди или пиротехнички средства на јавни места, на улица, во дворови, влезови на станбени згради, представува законски прекршок, за кој е предвидена глоба од 200 до 500 евра. Доколку се набавуваат и дистрибуираат на пазарот, тоа представува кривично дело, за кое е предвидена парична казна или казна затвор до 3 години, а родителите на малолетниците што не навршиле 14 години ќе мора да платат од 600 до 800 евра, доколку нивните деца пукаат петарди, велат од секторот за превенција. На пазарите пак се бара петарда повеќе. Петардите во овој период од годината лесно може да се најдат на пазарите низ градот. Популарните пиратки имаат стандардна цена веќе со години, па така една кутија од 100 парчиња чини околу 100 денари, додека петардите со поголем динамит се над 150 денари. Општина Газибаба ја продолжува традицијата за избор на најубаво украсени објекти. И оваа година општината повторно го распиша конкурсот за најубаво украсени дворови, тераси, заеднички простор пред зграда, простор пред стопански субјект, градинки и основно училиште. Пријавувањето може да се направи телефонски или лично на едношалтирскиот систем во општина Газибаба, најдоцна до 24 декември до 16 часот. Пријавите потребно е да содржат податоци за контакт и адреса на живење. Пријавените објекти ќе ги посети комисија од општината на 25 декември по 17 часот. Целта на оваа новогодишна акција за украсување, како што информираат од општината, е заеднички да се разубави просторот на живење и работење, со што секој поединец ќе даде свој придонес во новогодишното украсување.
Скопската зоолошка градина најавува уште еден новитет. Станува збор за Динопарк, за кој во моментов се работи проектот. Информацијата на социјалните мрежи ја соопшти раководството на зоолошката градина, а ние со цел да добиеме повеќе информации се обративме до портпаролот на зоолошката градина Тина Мицковска, која што ни потврди дека се во преговори околу извидбата на паркот, како и со потенцијални спонзори кои ќе го потпомогнат проектот, вклучително и градот Скопје. Очекувањата се дека од пролет наредната година ќе почне реализацијата на Динопаркот, во кој ќе има 50 диносауруси во природна големина кои испуштаат крици и се движат. Вакви слични тематски јура паркови има во големите светски и европски метрополи. Во наша близина ги има во Белград и на Златибор, соседна Србија, како и во Словенија. Динопаркот не само што ќе представува атракција, туку ќе биде и едукативен центар за најголемите животни кои некогаш постоеле на планетата, вели Мицковска. На потегот од раскрсницата што води кон болницата Санте Плюс, па до бензинската пумпа на Мак Петрол од двете страни на улицата во Јорче Петров, денеска беа засадени 70 дрвја од видот јасен. Во рамки на акцијата за обнова на зеленилото, во наредните денови ќе бидат засадени вкупно 200 садници на повеќе локации во општината. Портпаролот на град Скопје Валјон Салиху денеска информираше дека засадените дрва ќе добијат имиња на новородените деца во градот, како дел од проектот Дрво за секое дете. Салиху исто така додаде дека ќе продолжат со обновување на загубеното зеленило во сите општини во градот и ќе обезбедат повеќе чисти зелени површини. Влогот во здрава животна средина, како што нагласи, е трајна придобивка која директно влијае врз здравјето на граѓаните. Акцијата за засадување нови дрвја и за обновување на дрворедите низ Скопје денеска продолжува со засадување на нов дрворед од должина на улицата на Ѓорче Петров. Сите дрва кои што ги садиме, наскоро ќе ги добијат имињата на новородените деца во градот како дел од проектот Дрво за секое дете. Советникот за развој и инвестиции на град Скопје Саша Максимовски нагласи дека ова е само дел од активностите на општина Ѓорче Петров за овозможување на чиста и здрава животна средина. Меѓу другото, како што нагласи Максимовски, од следната година општината ќе доделува субвенции за купување печки на пелети, со што се очекува да се намали загадувањето на воздухот и во овој дел од Скопје. Ѓорче Петров согласно своите можности и програмски определби во делот на заштита на животна средина за прв пат оваа година во нацрт програмата која што во суштина ќе се ефектуира во 2019 година, ќе имаме поддршка за печки на пелети како гориво и купување на инвертори. Тоа е еден сегмент, меѓутоа вториот сегмент е поддршка со проектот енергетски ефикасни домови каде што планираме, односно течи и огласот за субвенционирање на фасади и кровови на колективни стамбени згради. Како главна порака која што би сакал да упатам од аспект на општината е дека општина Ѓорче Петров, шумскиот фонд со кој што располага општина Ѓорче Петров се наоѓа на 1000 хектари, од кои што 600 хектари се во приватна сопственост, а само 400 се во државна сопственост. Па од тука сакаме и да дадеме апел дека таа голема површина која што е во приватна сопственост, да граѓаните самоиницијативно продолжат со една ваква активност. Ова се покрај промотивни активности, меѓутоа и суштински активности, да подигнеме свеста на граѓаните да и тие засадуваат и одржуваат одреден на шумска површина. Есенската акција за обновување на дрворедите и за подигнување нови дрвореди, градот ја спроведува во соработка со сите скопски општини кои учествуваат со механизација и садници. Во пресрет на зимата, во координација со претседателите на урбаните и местни заедници, општина Ѓорче Петров изготви програма со која ќе се обезбеди олеснет пристап и движење во зимски услови. Кризниот штаб одреди динамика по која ќе се чистат снегот и голомразицата од коловозите, регистрирани се критичните точки, определена е механизација, зголемена е координацијата со град Скопје, како и со службите на ЈСП, Македонија пат и јавното предпријатие улици и патишта. Приоритет при одржувањето ќе имаат улиците кон здравствените установи, училиштата и градинките, информира градоначалникот Александар Наумовски.
Во случај на неминовна потреба на зимска служба, општината ќе ангажира дополнителна механизација и работна рака. За поефикасна работа, кризниот штаб упатува апел во случај на снег, граѓаните да си ги чистат влезовите пред своите дворови, со што би им ја улесниле работата на службите. Реализацијата на проектите чистење, нивелирање и одржување на отворените одводни канали, како и изградба и подобрување на системот за зафаќање и одведување на атмосферските води, остануваат еден од приоритетите во работењето на општина Илинден. Од почетокот на годината до сега машински и рачно на територија на општина Илинден исчистени се главни, секундарни и терцијални отворени одводни канали во должина од 42.190 метри, со што е исполнет и надминат акциониот план за 2018 година, со кој се предвидуваше чистење, нивелирање и одржување на 42.000 метри од каналската мрежа. По машинското чистење на сисавец на секундарниот канал Топлик во локалната економска зона Ограѓа, во должина од 1500 метри деновиве во тек беше машинско чистење на каналот Топлик во должина од 1700 метри. Овој секундарен канал кој минува низ населба Илинден и населеното место Марино представува една од главните артерии за зафаќање и одведување на атмосферската вода од овие населени места. Во него се влеваат два терцијални канала со вкупна должина од 2700 метри, прифаќајќи ги атмосферските води од централното подрачје на населба Илинден. Во насока на заштитата на функционалноста на каналите, општинските власти апелираат до граѓаните да се грижат за функционирањето на каналската мрежа, како и укажување дека е забрането затрупување на отворените одводни канали, шанци и ендеци, узурпирање на отворените канали, како и поставување на објекти покрај каналите кои би пречеле на функционалноста на каналската мрежа. Општина Илинден и понатаму ќе продолжи со реализација на проектот чистење, нивелирање и одржување на отворените одводни канали со цел овозможување на непречен проток на атмосферските води и високите подземни води. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски и директорот на дирекцијата за заштита и спасување Аднан Джафировски денеска пред трговскиот центар во општина Бутел одржаа пресконференција по повод кампањата за намалување на заканата и за заштита од поплави под мотото "Иднината им припаѓа на оние што се подготвени". Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски посочи дека едукацијата на младите е од исклучителна важност и затоа се предвидени предавања за сите ученици од основните училишта во општината. Но возрастните и институциите треба да направат се што можат да не дојде до поплава. Денес општина Бутел започнува една акција со дирекцијата за спасување. Акција која што ќе значи најнапред за граѓаните на општина Бутел, бидејќи територијата е малце по-незгодна. Со тоа почињаме прирачникот најпрвен да го презентираме на учениците во основните училишта. Потоа идеме со поставување на пунктови кои што ќе ги делат овие прирачници. Се надевам дека ова ќе ни биде една добра основа на нашата општина за да почнеме да соработуваме со дирекцијата за заштита и спасување. Директорот на дирекцијата за заштита и спасување Аднан Джафировски изјави дека дирекцијата изготвила флаери и два документарни филмови за превенција од поплави, кои од утре ќе бидат прикажувани во сите основни училишта на територија на општина Бутел. Заедно со локалната самоуправа денес почнуваме со единицата на локална самоуправа со општината Бутел заедно со градоначалникот на општината отпочнавме една силна кампања и ќе продолжиме со пунктови на различни пунктови на општина Бутел и по училиштата да ги едуцираме, да ја подигаме свеста кај населението во делот на заштитата и спасувањето. Тоа е, впрочем, и целта на нашата кампања. Оваа кампања ќе продолжи до следната година, до април, а понатаму правиме нови сценарија кои и понатаму ќе продолжи со некои нови мерки за заштита и спасување. Денеска на пазарот и во трговскиот центар во Бутел 1 се делеа флаери на граѓаните од општина Бутел.
Амбасадорот на Италија во Македонија Карло Ромео и градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин на денешната средба дискутираа за можната соработка во областа на образованието. Амбасадорот Ромео, како што известуваат од општина Аеродром, ја истакна клучната присвртна точка на италијанскиот јазик во Македонија, бидејќи како што наведе од оваа година со одлука на македонската влада влезе со закон во наставните програми во Македонија како втор странски јазик по избор, со што е овозможено изучување на италијанскиот јазик во основните училишта. Тој нагласи вредноста на италијанскиот јазик како средство на цивилизацијата и затоа амбасадата придава највисок приоритет на промоцијата на италијанскиот јазик и култура во соработка со локалните власти. Не би сакал ова да се свати како натпревар со другите јазици, туку како понуда на учениците да имаат можност за изучување на уште еден странски јазик, рече амбасадорот. Во таа насока, градоначалникот Марин најави дека општина Аеродром во претстојниот период ќе спроведе анкета во основните училишта, за да се види дали има интерес меѓу учениците за изучување на италијанскиот како втор странски јазик и изрази надеж дека веќе од наредната учебна година ќе заживее иницијативата за изучување на овој јазик во општина Аеродром. Доколку почне да се изучува италијанскиот јазик, учениците и општина Аеродром уште повеќе ќе се доближат до италијанскиот народ и култура, рече градоначалникот. Средбата беше искористена и за отворање можност за соработка на Аеродром со никоја општина од Италија. Вработените во клинички центар денеска повторно протестираа и ја блокираа наплатата на паркингот во знак на револт поради одлуката за зголемување на цената на месечниот износ на паркингот кој е зголемен од 300 на 800 денари. Оваа наша постапка е насочена исклучиво и единствено против одлуката на градските власти, истакна Горан Беговиќ, председател на синдикатот на клинички центар, на денешниот штрајк против одлуката за покачување на цената на паркингот во клиничкиот центар. Тој наведе дека синдикатот ги повикува градските власти подитно да ја поништат одлуката. Не прифаќаме комуникација преку медиуми, туку преку диалог. Сакаме веднаш со одлука и договор да ни се даде, истакна Беговиќ. Тој нагласи дека одлуката ја сваќаат како почеток на трошење на тенкиот колач наречен планирано покачување од 5 до 10% на вработените во здравството во 2019 година. Го повикуваме министерот за здравство поради актуелната состојба веднаш да ја организира ветената средба со премиерот. Тој ги замоли властите да не ги повторуваат дежурствата, да најдат доктори и веднаш да организираат сменска работа. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека во врска со паркингот разговараат со градоначалникот Петре Шилегов. Укажав на сите барања на синдикатот, на незадоволството на вработените во клиничкиот центар и разговараме за неколку можни решенија. Меѓу другото, ние повторно да го вратиме стопанисувањето со паркингот. Треба да се разгледа договорот како тој бил преземен од страна на град Скопје пред неколку години. Исто така ќе се разгледува можноста во решението да ги вградиме и активностите кои се во тек, а во смисла на целосно решавање на сообраќајниот хаос. Се надевам дека за ден-два ќе имаме некакво алтернативно правно решение за тоа како би можеле евентуално да го преземеме паркингот, а во исто време да работиме на унапредување на нашиот капацитет да може тоа да функционира, рече Филипче. Тој напомена дека во овој момент исто така се ревидираат претходно направените физибилити студии за катните гаражи. Детскиот културен центар Карпош ќе одржи новогодишна, полугодишна, завршна, ликовна и етнолошка изложба, како и балетска представа наречена Новогодишна бајка. Членовите од ликовната секција ќе имаат изложба со цртежи од малите ликовни уметници, додека танцово-ритмичката секција со малите и големите балерини преку игра ќе ја представат Новогодишната бајка, со која ќе го најават доаѓањето на новата 2019 година. Новогодишната бајка е отворена за сите посетители да може да уживаат во се она што го сработиле двете секции во првото полугодие. Исто така, на влезот покрај изложбата од малите ликовни уметници ќе има и етнолошко катче со македонски носи, со кои играат фолклорците од ДКЦ Карпош. Новогодишната бајка ќе се одржи во киносалата Фросина во Младинскиот културен центар на 24 декември со почеток во 18 часот.
Веќе традиционално втора година поред и овој декември на 27, 28 и 29 поголем број ресторани и кафетерии ќе се трансформираат во место со срце и ќе бидат дел од новогодишната кампања на СОС Детско село Македонија. Нивната цел ќе биде во овие празнични денови да се поттикне хуманоста, подарувањето радост и Скопје да се исполни со новогодишен дух. Со испиеното кафе во локалите кои се дел од место со срце или со нарачување оброк, вие ќе ја дадете вашата поддршка на децата и младите без родителска грижа и оние кои се во ризик да ја загубат грижата од своите родители, соопштуваат од СОС Детско село. Минатата година, како што информираат, благодарение на сите кои се вклучија во место со срце, за СОС Детско село беа собрани околу 130.000 денари. Средствата беа наменети за едукативниот процес на повеќе од 150 деца и млади без родителска грижа и социјални ризици на училишна возраст. Детскиот фестивал на театар на Сенки, Сонот на облачето, годинава ќе го доживее своето 6-то издание во периодот од 17 до 19 декември на сцената Фросина во просториите на Младинскиот културен центар во Скопје. На првата фестивалска вечер на 17 декември, со почеток во 19 часот и 30 минути, пред аудиториумот ќе се представи Ана Фабули од Германија, која што ќе го отвори овогодишниот фестивал со представата Кралот жаба и други љубовни приказни. Во продолжение на фестивалското издание, на 18 декември, со почеток во 19 часот и 30 минути, ќе се одржи премиера на представата Алиса и чудата во изведба на театарот Сенки и облаци од Македонија. Последната фестивалска вечер ќе одбележат 3 настани. Со почеток од 18 часот најпрво ќе биде прикажан 5-минутниот анимиран филм Нодва, кој е инспириран од бегалските приказни. Веднаш по него студиото Абстракт од Македонија ќе изведе танцовата представа Снежана и 7 џуџиња. Овогодинишното издание на фестивалот Сонот на облачето ќе биде затворен со извидбата на представата Птици на германката Мари Донат. Во текот на фестивалот ќе бидат одржани 2 работилници за изработка на кукли за театар на Сенки, додека во фоајето на сцена Фросина ќе биде поставена изложба на рачно изработени лампи. Организатор на фестивалот е Театар Сенки и облаци од Скопје, Министерството за култура и градот Скопје. Како единствен фестивал од овој тип во поширокиот регион, фестивалот Сонот на облачето успешно придонесува кон интернационална и локална афирмација на театарот на Сенки, а воедно е една од ретките манифестации кај нас, што во континуитет прикажува представи од странска продукција пред детската македонска публика, велат организаторите. Билетите се во продажба на билетерницата на Младинскиот културен центар по цена од 150 динари, како и онлайн на bileti.mkc.mk. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на неделната хроника, а вие и понатаму следите ги неделните прегледи на вестите.